Министре, добар ден. Како ја оценуваат официјалните представници од Светската банка, од Стејт департментот, од дијаспората, досегашната реформска агенда на владата на Република Македонија? Со еден збор, тие се задоволни на успешното спроведување на оваа амбициозна агенда за реформите за подобрување на деловната клима во Република Македонија, како и нашите активности за промоција на Република Македонија како атрактивна бизнес дестинација, и запознав и од близко со досегашните реформи, како и со работите што ги правиме односно реформите во делот на антикризните мерки за ублажување на ефектите од кризата во Република Македонија. Македонија добро котира според спроведените реформи во регионот, но и во светот, според Doing Business. Меѓутоа, отсуствува странски инвестиции. Зошто? Има неколку причини. Една од причините што оваа година ја одбележи е токму големата економска криза, што влијаеше и кај инвеститорите од земјите од кај што потекнуваат, и недостатокот на капитал, значи на глобално ниво поради кризата, што имаше влијание врз некои инвеститори да ги одложат нивните инвестиции, односно некои да направат одредени промени во нивните инвестициони политики. Дали пролонгирањето на разговорите меѓу Македонија и Грција околу разликите зимето негативно се одразува врз странските инвеститори? Сигурно дека решавањето на ова прашање ќе биде еден позитивен сигнал за процесот на интеграција на Република Македонија. На жалост, значи тој процес сега е поврзан и со овие разговори и преговори што се водат врска со решавање на името, но тоа што ги интересира инвеститорите значи е интеграционите процеси. Доколку Македонија побрзо стане членка на Европска унија и НАТО, тоа ќе биде уште голем позитивен сигнал за инвеститорите дека Македонија е стабилна, има јасна позиција за идниот економски раст. Во Вашингтон сте во време кога не е се уште одмината светската економска криза. Како таа се одразува во Македонија? Ние во овој период, во тие пакети на антикризни мерки, се обидевме да го обезбедиме, значи да обезбедиме дополнителен капитал преку задолжување во Европската инвестициона банка со 100 милиони евра, каде што и комерцијалните банки ќе се вклучат со дополнителни 100 милиони евра, за да создадат дополнителен капитал за поддршка на економските активности и на мали и средни предпријатија во Република Македонија. Тоа е еден сегмент и генерално работиме и на други аспекти во интензивен и близок диалог со бизнес заедницата за подобро да се надминат сите предизвици од ефектите од глобалната економска криза врз нашата економија. Министре, благодарам на разговорот. Благодарам и на вас на поканата.